обвинителството да престане со селективноста и конечно да почне ажурно да ги гони сите кои се огрешени пред правдата. По апелот на премиерот Мицкоски и правната фила коментира дека јавноста повеќе не сме да биде сведок на апсурди во кои обвинителството за едни е мајка, за други маќа. Адвокатите Сашко Дуковски и Јанаки Митровски сметаат дека легитимно е не само премиерот, туку и граѓаните да очекуваат од обвинителството да покаже активна борба со високата корупција. Поголемиот проблем од пасивноста на обвинителството е селективноста во постапувањето. Не може за еден мајка да биде, за друг маќа да биде, за еден да запираш постапка, за друг да го гониш со годиништа за некакви тривијални работи. Обвинителството многу пати сум говорил, одлично си ја работи работата кога се работи со обични смртници, но гледаме дека неколку капиталци во изминативе години успешно пливаат во системот и никако да биде реално некој од нив казнет. Или се оди со помеки значи мерки на обезбедување присуство, не се бара притвор. Критиките на опозицијата и дел од јавноста дека премиерот недозволено се мешал во работата на обвинителството, според Дуковски е став на дежурни критизери на власта, кои критикуваат само кога се во опозиција. Според него, легитимно право е премиерот да бара институциите ажурно да си ја вршат работата. Зошто не би смел? Државниот јавен обвинител е на предлог на владата, како прв човек на владата, а секако и особено и како обичен граѓанин, а и како прв човек на владата, има право да повикува на поажурно постапување. Какво е тоа мешање? Повторувам, тоа е став исклучиво само на оние дежурни критизери. Адвокатот Митровски вели дека народот е навикнат на политички влијанија врз судството и тоа е причината за негативните коментари, но тој е убеден дека премиерот има информации за чување на предмети во фиоки кои не се однесуваат за обичните смртници. Легитимни очекувања на премиерот, но пак ќе ти повторам, тенка е границата и перцепцијата на народот е таква затоа што нормално ние сме навикнати на тоа извршната власт да се меша. И адвокатот Димитар Дангов е на иста линија и тој вели дека премиерот има легитимно право да го повикува обвинителството да си ја работи работата. Неговата порака упатува на легитимен повик за вршење на надлежноста од страна на обвинителството која е востановена токму за заштита и одржување на законитоста на правниот поредок. Правниците се прецизни, тенка е линијата меѓу легитимното барање за поажурно и поефикасно работење на обвинителството и евентуалниот притисок или мешање на извршната власт врз независноста на правосудните институции. Според нив и ова е една од причините за различното толкување на пораката за обвинителството.